Класичен помор на фирмите бележи анализата на порталите Пари и Бизнис мреžа за првите 6 месеци од оваа година. Во овој период, по различни основи, клуч на врата ставиле над 5000 фирми, со што е забележена најлошата статистика досега. Најцрн месец е февруари, кога официјално биле избришени 3400 фирми, нешто кое Централниот регистар во овој период го прави по службена должност за неактивните и фирмите што не поднеле годишен извештај. На што се должи колапсот на овие компании? Искуството ми кажува дека голем број од тие фирми се избришани или престанале да постојат како фирми во трговскиот регистар по административен пат. Има и појава на зголемено бришење на фирмите, односно престанок со работа поради економската ситуација поврзана со пандемијата предизвикана од коронавирусот 19. Иако фирми во стечај или ликвидација има од сите дејности, сепак најмногу жртви во овој период има меѓу фирмите кои се занимаваат со трговија на мало и големо. Тие се вкупно 1662 или 32,3%. На трето место се фирмите со дејност сместување и сервисни услуги, каде се затворени 604, и на трето место се компаниите од преработувачката дејност. Дали ова значи дека умираат цели дејности и е рекомпонирање на економијата? Јас би кажал дека може дека се работи и за двете работи. И не одумираат цели дејности. Не може да замре текстилната индустрија, кожарско-преработувачката, пчеларската индустрија. Тоа е тоа селење на капиталот од оние дејности каде што се намалува потребата од нови вложувања и нови инвестиции. Во однос на градовите, најмногу засегнати фирми има во Скопје и Битола, а високо на оваа црна листа се и Штип и Кочани.